Наретко кога има мотивација, тоа гради дисциплина, конзистентност и резултати. Нема апсолутно никаков проблем во тоа да одите во Силбо и да изедете еден масен бурек. Никаков проблем. Она што секогаш ми е во глава, мислењето на луѓето околу вас никогаш нема да ви ги плати сметките, така што да. Hello дечки и добро дојдовте на мојот YouTube канал. Како што веројатно видовте по насловот, денеска одговарам на ваши прашања и на теми кои што ми ги предложивте. Нешто што највише ве интересира за мене, искрено многу добро ми дојде тоа што ве прашав и ми дадовте насоки на кои што ќе зборувам. Иначе сум многу гладна, така што ева мојата овесна каша овде. Не знам дали можете да ја видите, секако поубаво ќе ја видите во влогот што го снимам оваа недела, ќе излезе една недела од кога ќе излезе ова. Само што се симнав до доле да земам термопратка и многу ми е топло и чекам малце да се стабилизирам. На малце, па ќе почнам да ви одговарам. Некој сакаше и макбенг. Ја искрено не би снимала макбенг затоа што не ми се свиѓа како изгледам додека јадам, ама не знам да јадам, мислам дека е нормално. Овеснава каша балансира на мојата нога. Иначе снимам на кревет кај мене. Не знам дали ви се свиѓа кадров, се надевам дека е окей. И може би на моменти да се тресе малку кадрот, затоа што се тресе телефонот кога ќе се мрднам, да. Чекај да залегнам. Да пробаме. Многу добро, ама сум претерала со млеко изгледам. Инаку, кога се симнував сега надолу, цел влез мирисеше на летна манџа, нешто пржено преубаво, значи ми се плаче колку ми се јаде такво нешто. И знам дека ме чека дома мојата овесна каша и буквално ми се плаче. И да чекам да ја соберам косата и да идам таму на клима и да правам за јадење. Многу сум гладна. Па можеме да почнеме. Прашањата се поделени во 5 категории. Не знам дали ќе одам по овој ред, ама имам категорија факултет психологија кариера, тренинг исхрана мотивација, социјални мрежи и инфлуенсерство, пријатели и љубовни односи и ментално здравје и личен живот. Најмногу прашања имаше за тренинг исхрана и за социјални мрежи. Почнам првен со тренинг исхрана и мотивација затоа што со тоа почнав најпрво во средно, па после со факултет и на крај со инфлуенсерство затоа што така и одеше следот во мојот живот. Што можеме да почнеме? Како започна да тренираш во теретана, како изгледа еден твој тренинг и каква ти е моменталната рутина? Започнав да одам во теретана во 3-та година средно. Почнав со другар од средно и другарка. Започнав од причина што не се чувствував задоволно со своето тело, скроз бев здрава, но бев послаба од тоа што јас сакам да бидам, односно бев многу слаба. Никогаш сум немала више килограми. Доста често добивав и негативни коментари од моите врсници дека сум прачка, даска за сурфање, бандера, затоа што сум висока. Ама искрено јас тогаш во тинеџерството ги добивав тие коментари кога бев мало дете во основно не. Во 9-та одделение почнаа тие коментари. Јас бев тогаш тинеџерка и бев доста бунтовна, односно не им дозволував на другите да ми викаат така. Јас враќав коментар за нив нешто, ги понижував во мојата глава како и да е, но сепак тоа некако остави трага на мене и секогаш јас имав потреба да работам на тоа и да бидам едноставно задоволна затоа што реално ни јас не бев задоволна од тоа како изгледав, ама реално сум имала само 15-16 години кои што е сосема окей, тогаш сум и во раст и во развој, но и генетски јас сум доста послаба затоа што сум многу висока и реално да не почнев да вежбам и да се хранам на начин на кој што се хранам, јас немаше да изгледам сега вака, тоа е дефинитивно факт. Иако кога после пубертетот телото се менува, но немаше да изгледам вака. На нозете јас сега имам мускули, затоа нозете не ми изгледаат како две чечкалици, затоа што имам мускули на нив. Искрено,
Јас нели не бев задоволна со своето тело, ама многу бев мотивирана од тие негативни коментари кои што ги добивав. Можеби тоа е многу добра карактеристика за мене, е тоа што ме мотивираат негативните коментари да бидам што подобра и мене секој ден во теретана ми беа тие зборови во глава до пред скоро. Луѓето ми викаа дека сум прачка, дека сум ваква, дека сум таква, па сега ќе ви покажам што сум и каква сум. И да, сега тие луѓе нигде ги нема во животот. Буквално тие луѓе како да не постојат веќе, како да не постојат во моето окружување. Не знам како да ви објаснам, ама сите тие луѓе што ме вреѓале, критикувале како деца, буквално не постојат во моето општество, јас ги немам видено. Не знам тоа како е возможно. Ама да, јас почнав и сега да се вратиме на тренингот и како тоа изгледаше. Почнав сама, нели ви кажав со другарот, што немавме појма од ништо, средна школа. Единствено што гледавме е некои видеа, немаше тогаш TikTok, некои видеа на YouTube гледавме, вежбавме на своја глава. Во теретаната каде што почнав имаше еден тренер, тоест сопственикот на теретаната, кој што често знаеше да ми помогне, да ми каже некој совет или нешто слично и јас го слушав. Сите ги гледав како поискусни од мене и логично дека ќе им верувам, барем тоа така делуваше тогаш. Знам дека многу луѓе имаат проблем со тоа да им е срам да одат во теретана на почеток. Мене искрено воопшто не ми било срам. Ми било до некој, као знам дека ги правам многу вежби неправилно, ама се трудам. Што е тука срамно? Мислам, никогаш не сум гледала дека е тоа нешто срамно. Барам јас се трудам, се пробувам и секад викам дека доколку не се земе некоја голема килажа, секоја физичка активност лошо не може да ти донесе. Ако јас не ја правам оваа вежба правилно, вака, ако ја правам вака, падам ништо страшно. Мислам, не дека ќе ми го погоди мускулот како што треба, ама нема не да се повредам ако имам 2 кила во рацете. Тој период ми беше период на учење, каде што јас со работа на сопственото тело учев што значи да го погодиш мускулот, што значи правилно да дишеш додека вежбаш, што значи правилна изведба на вежбата, да го поврзеш мозокот со мускулот и да размислуваш додека ја правиш вежбата. Кога треба да се прави кардио, како да накачувам килажа, како да си ги организирам тренинзите. Тогаш, например, вежбав се во еден тренинг, и раце, и нозе, и долен дел, буквално се вежбав во еден тренинг, а сега тренинзите ми се поделени. Вежбам 2 пати долен дел на телото, порано бев само со акцент на глутеус, ама сега и на нозе. Доста правам вежби и за квадрицепс, и за задна ложа најмалце правам, ама за квадрицепс правам доста вежби и некои класични чучњеви, значи за цел долен дел, а едниот тренинг го посветувам само на грб и правам можеби една вежба за гради, и другиот тренинг за горниот дел на телото ми е бицепс, трицепс и рамо. И најчесто тогаш правам кардио, гледам еднашка во текот на неделата да правам кардио и тоа нечесто се случува. Тоа морам да го сменам, морам да правам кардио, сакам да правам кардио барем еднаш до 2 пати неделно, затоа што знам дека тоа ќе придонесе уште повеќе да ми се гледаат мускулите и уште подобро да изгледа моето тело. Луѓе, јас на едно прашање се задржав 10 минути. Да ви кажав сега како изгледа еден мој тренинг, дефинитивно ќе ви снимам за тоа повеќе на TikTok. Имам најчесто тренинзите ми изгледаат исто, веќе многу долго време, после некое време да сменам по некоја вежба, ама тие се некои главни вежби кои што ги правам постојано и не ги менувам затоа што нема подобра замена за тие вежби. Имам снимано видеото на TikTok и мене, има некои тренинзи и на Instagram има некои тренинзи. Генерално се истите вежби, но дефинитивно ќе ви снимам уште некој видео, затоа што сега сменив теретаната, ми е преубава и преубаво за снимање, само мене ми е малку срам, ама ќе се отстрамам, секако морам да ви снимам. Како се мотивираш да одиш во теретана кога имаш проблеми со конзистентност? Па не се мотивирам, никогаш не се потпирам на мотивацијата. Мотивацијата скоро па не ја имам, ретко кога имам мотивација. Проблеми со конзистентност немам, затоа што сум многу дисциплинирана и тоа е, едноставно мора да бидете дисциплинирани, да знаете зашто одите во таа теретана. Мене теретаната ми стана навика, едноставно знам дека морам да отидам. Не знам како да се мотивирате, едноставно мора да ви стане навика и на сила да одите ако не ви се оди. Први 2-3 месеци, после ќе видите дека нема да можете без таа теретана и дека ќе одите и кога имате и кога немате мотивација. Многу често се случува да викам као леле колку не ми се оди, леле колку ме мрзи, леле колку не ми се оди, а ја одам натаму.
Но сум испланирала негде дека ќе одам во понеделник, вторник, четврток и петок. Во сабота немам време. Во среда треба да одморам. Така што тој четврток, ако мене не ми се оди, па јас морам да одам затоа што кога ќе одам? Ако не отидам во четврток, немам кога да отидам за да ги направам тие 4 тренинзи. Немам кога, така што морам сега, ќе кукам, ќе тувкам, ќе отидам и кога веќе си таму, мораш да извежбаш нешто, ќе извежбаш нешто, макар и да не е некој најсовршен тренинг и најдобар тренинг на светот, ти нешто си извежбал. И тоа е најважно. Не мора секој тренинг да ти е. Не знам колку да се дадеш на некој тренинг, не знам колку да кренеш, битно е да отидеш и битно е нешто да извежбаш. И тоа гради дисциплина, конзистентност и резултати. Инаку јас сум среќна што барем тргнав во таа теретана, сум мислела дека мојот процес на трансформација ќе трае многу долго време. Тоа што и гледав такви луѓе на интернет, што се долго во тренингот и баат веќе 5-6 години искусни луѓе и јас гледам како тој човек изгледа, ама во исто време ми е во глава да, ама овој вежбал 5 години. Може би за 5 години јас ќе изгледам така, ама во тие 5 години треба да вежбам, 4-5 пати неделно и да се хранам како што треба за да изгледам така. И сега јас сум свесна дека ако не отидам неделата во теретана, и дека ако не јадам како што треба, мене тоа време ми се продолжува и после 4 години, 1 година конзистентност, дали само една недела имам направено пауза, ги гледам јас резултатите. Морате да сватите дека ова е долг процес, дека ова е начин на живот и да не се гледате постојано во огледало и да не застанувате постојано на вага, туку да бидете свесни дека ова е процес што трае многу долго време и дека буквално кога веќе ќе влезете во таа трака на вежбање, нема ни да ви бидат толку битни резултатите, туку тие ќе се доаѓаат сами по себе, а вие ќе бидете веќе во тоа и резултатите ќе дојдат со тоа и вие ќе бидете среќни, се посреќни што изгледате се подобро и ќе имате и повеќе мотивација и повеќе ќе сакате да одите да вежбате затоа што ќе гледате дека тоа што го правите има смисла. Ама и ако не гледате резултати, верувајте ми дека има смисла и дека за некои вакви огромни промени на телото е потребно многу работа. Добив коментар, сонувам да имам како твоето тело. Епа ако сонуваш, ништо нема да добиеш, мора да работиш. Јас не сум го добила, нит сум го сонувала, нит сум очекувала да ми падне од небо, јас многу сум работела. Многу сум работела за да ми се гледаат мускулите на нозете, да не бидам веќе слаба, да не бидам веќе преслаба, да имам мускули, да изгледам силно здраво. 4-5 години постојано тренирање со паузи, да, ама последната година и пол без никакви паузи. Дали можеш да дадеш совет како да се почне со здрава исхрана и дали броиш калории, како да справиме со грижата на совест кога јадеме брза храна? Веќе имам зборено за ова, за како да се почне со здрава исхрана. Јас мислам дека тоа е најдобро да се започне со помали чекори, пример да се направат некои мали промени на почеток и тоа се повеќе и повеќе да се внесува некако во животот, во секојдневниот живот. Прво да се смени доручакот, доколку не појадувате, да почнете да појадувате, нели нормално здрав оброк. Мислам дека најлесно е да доручкуваш здраво, например или да си направиш овесна каша или грчки огурец со овошје, гранола, нешто така сладко, или да си направиш некои јајца. Е најлесно доручакот да ви биде здрав и прво да почнете да го практикувате тоа. За ручек и за вечера, како даде Господ. Вие трудете се да јадете домашна храна, тоа што ќе ви направи мама или да правите вие, нешто да се изготвите и паста да биде, вие да си ја направите пастата, или пилешко, некој мевце со ори, со компири, како и да е. Гледате вие да си го направите тоа, а да не порачувате. Гледате што помалку да порачувате и што помалку да јадете од надвор. Тоа ќе го направите така што ќе испланирате дента што би јаделе и кога веќе ќе испланирате и од замрзнувач ќе го извадите пилешкото, ќе ставите да се свари ориз и ќе бидете веќе најадени, вас нема да ви се јаде брза храна. Веќе сте се најале и немате опција да јадете брза храна. Секако доколку немате план како, кога да си го направите јадењето, ќе нарачате нешто, затоа што од глад сигурно нема да умрете. Исто така, нели, мора да имате нешто здраво во фрижидер, а да избегнувате да купувате нездрави опции. Ако не купите чоколадо, ако немате во фрижидер чоколадо, логично дека нема да излезете сега да идете до продавница само за чоколадо да купите, ќе си направите нешто вака, да си къснете. Гледате да почнете малку под малку, затоа што со оние екстремни режими на исхрана, мислам дека апсолутно никој
нема направено животна промена и трансформација на својот животен стил, тоа може да ве донесе само до пад на имунитетот и не дај Боже до некоја болест. Од еднаш јадете брза храна, пици, бургери, буреци и следниот ден одлучите дека сакате да се храните здраво и јадете само краставици, супа и ориз и стек без ништо и варени јајца, апсолутно тоа ќе трае 2 дена, логично, и нема да дојдете до никаков траен резултат. Може да ве донесе само до нагло слабење и после да се вратите на животот кој што сте го живееле, затоа што гледате дека тоа е многу тешко и дека вие не можете да истраете од тоа. Мислам дека е најважно тој здрав начин на исхрана, така да си го романтизирате, да ви биде убаво, вака да изгледа убаво, да има убав вкус, затоа што реално ова има многу убав вкус. Некако да научите здравите оброци да ги правите да бидат вкусни. Реално може. Јас сум човек што обожава вкусот на здравата храна и со текот на времето ќе видите дека вашиот организам ќе го научите на таа храна, како јас на пример, мојот организам го имам научено на таа храна и јас јадам. Често може да ме видите во baking bread или во силбо или не знам каде и јас ќе изедам, ама мојот стомак вика што е ова? Што ми даваш? Не сум навикнат на ова и се буни малце, ама мене ми е вкусно и си го јадам. Понекогаш и тоа е сосем окей, нема потреба да имате никаква грижа на совест, доколку држите некој баланс, доколку знаете дека сте изеле нешто здраво за доручек и за ручек и после искачање сте гладни, нема апсолутно никаков проблем во тоа да одите во силбо и да изедете еден масен бурек. Никаков проблем. Ништо не ви паѓа во вода, следниот ден можете комотно да станете, да се напиете детокс напиток, да си направите 2 варени јајца со галети и краставичка, да си отидете на тренинг и да бидете најаки на свет. И че да не се секирате. Како некој да започне да работи на себе, ако е демотивиран и ако треба да направи некоја голема цел, пример да изгуби 20 кила. Ова можам да го поврзам со тоа што претходно го зборував, да одма да биде свесен дека тоа е процес што ќе трае, да не очекува и да не ги гледа луѓето што викаат ослабни 20 кила за само 2 недели со оваа диета, со овој напиток, со овие апчиња. Не. Тоа не постои, луѓе, не постои, тоа не е возможно и тоа не постои. Требате да го смените начинот на живот, чекорче по чекорче, да не ви дојде нагло, за да не бидете одма демотивирани, туку да сватите дека вие можете полека. Ако немате никаква физичка активност долго време, прво почнете да пешачите, па потоа почнете помалку да трчате, почнете во теретана да вежбате само со сопствена килажа, после пробајте со некои помали тегови и така малце по малце ќе гледате резултати. Посебно најголемите резултати се гледаат одма на почеток, чим ќе почнете да вежбате и после има еден период на стагнирање, барем според моето искуство секогаш е така. Период на стагнирање и тогаш може да бидете малце демотивирани као окей, вежбам, а не гледам никакви резултати, ама битно е ни тогаш да не се откажете, да си продолжите и тоа да ви стане еден начин на живот. Мислам дека тоа е тоа за оваа категорија, можеме да поминеме понатаму, а тоа е факултет психологија и кариера и ќе гледам да бидам побрза затоа што ова трае премногу да сега. Колку години имаш? 22. Што те мотивираше најмногу да завршиш факултет и какво е твоето 4-годишно искуство, совети, трикови и слично што би му користеле на некој што е прва година? Завршувам мојот факултет, ми остана само дипломската, моето 4-годишно искуство беше преубаво, јас си го погодив факултетот и мислам дека е тоа најдоброто нешто, доколку во прва година не се чувствувате дека припаѓате таму, дефинитивно не ви интересира тоа, дефинитивно не сакате да го учите тоа, немојте да се мачите, сменете го факултетот, затоа што факултетот е доста битно нешто што реално ќе ви значи во животот, ќе имате звање по тој факултет, ќе бидете, дипломиран психолог и вие ако не сакате да бидете психолог и ако не сакате таа професија, зашто да го учите тоа, кога гледате дека во прва година пример не сакате, отпишете си, запишете нешто друго. Моето искуство беше супер. Јас мислам дека ние тоа во психологија го учевме дека крајното искуство го одредува
целото искуство и мене 4-та година посебно, последниот семестар ми беше најубав, исполнет со најубави работи, предметите не беа толку тешки или јас не им се замарав нешто премногу, затоа што бев окупирана со апсолвентската, со екскурзијата, со сите убави работи што се случува и некако предметите и полагањата не ги сваќав толку стресно како преходните години. Пред секој испит јас имам стрес, сум поминала многу време на оваа маса, не сум излегувала никаде и само сум учела со денови, со недели, сум учела. Факултетот може да ви донесе многу убави работи, многу луѓе, многу познанства. Освен тоа, нели ќе се едуцирате во некоја област што вас реално ве интересира. Јас одев на предавања, бев на секое предавање затоа што нас ни беа задолжителни и искрено многу убаво си поминував. Ние бевме заедно околу 90 души и бевме како еден огромен клас. Тук си правевме муабети, на паузи се дружевме, а секако кога ќе дојдеше време да се учи, тоа е, мора да се учи. Знаев и со денови да не излегувам во колоквиумските недели. Или да излезам само до теретана мора да се излезе, или само на излегување на некој 1 сат. Знаев дека морам да учам, си правев некои планови, секако можам да ви кажувам некои други трикови, ама генерално како совет би ви дала дека мора да си го сватите факултетот како обврска. Ако сте одлучиле дека веќе ќе го запишете, тогаш бидете свесни дека тоа ќе бара од вас и некоја жртва, а таа жртва е да седнете и да учите и можеби да пропуштите некои интересни случувања што се дешаваат надвор од вашиот дом, ама вие имате некоја поголема цел, а таа поголема цел е да го завршите вашиот факултет, мора да се откажете од некои други. Имав и прашање како да се стекнат нови пријатели. Едноставно бидете си своји и секогаш кога нешто ве интересира, нешто сакате да прашате, обратете се на некој кој што ви изгледа дека би се дружеле со него, слободно обратете му се, прашите го некое прашање, ете во врска со факултетот, во врска со некој предмет и многу е лесно на факултет да се стекне пријателство, затоа што сите ве интересираат исти работи, тие моменталните предмети и професори, предавања, како и да, имате многу теми на кои што можете да направите муабет, а имате и многу простор да пиете кафе, буквално, ете, ќе имате некоја поголема пауза и слободно кажете му што ќе правиш, ајде да одиме да пиеме кафе. На некоја група што веќе е спремна да оди на кафе, ќе им речете што правите, идете на кафе, ќе ви биде проблем ли да дојдам и јас, тоа не е ништо срамно. Ова е тема на која што не знам што да ви кажам многу, искрено. Каква професија планираш по факултетот и дали твоето знаење од психологија нуди насоки и смер за мастер студии и каде може да се работи, освен во училиште или градинка. Например, во HR, да, во HR може да се работи, како психолог може да се работи многу работи, апсолутно многу, затоа што тоа што ние го учевме, нашата професија е многу опширна. Имаме познавање во различни области и мислам дека на секоја фирма би требал некој психолог. Сега после факултет секој може да се едуцира во насоката која што најмногу ја сака. За да земам лиценца, да бидам лиценциран психолог, треба да имам работно искуство или пракса од 3 месеци. Моментално немам таа пракса и работно искуство и секако дека сакам. Моментално уште не знам што сакам, за жал, сакам многу работи, многу ме интересира во последно време маркетинг, HR не ме интересира, се така ме интересира и работа со клиенти и психотерапија. Кала да се едуцирам во некоја психотерапија и да бидам психотерапевт некогаш во животот, ама мислам дека тоа за сега не ми е во план. Исто така не ми е во план да запишувам мастер во наредната година. Во наредната година сакам да се испробам во повеќе работи, во повеќе области и да одлучам што сакам, ама за работа мислам дека има работа за психолозите и дека може да се најде, можеби не идеално нешто од одма, од почеток, но мислам дека за секој што има амбиции во одредено поле, има можност во тоа поле баш да напредува, да најде работа и да се едуцира. Има и доста негативни страни, но еве, тоа е тоа што јас моментално го знам. Веројатно кога ќе почнам да барам работа и кога ќе почнам да работам некаде, ќе ги дознам кои се тие негативни страни, кога ќе одам да земам лиценца. Сега за сега можам да ви го кажам само ова. Иштвото од факултет се наоѓа полесно или потешко
и дали си поблиска со нив од факултет, отколку со оние од средно. Да, многу сум поблиска со тие од факултет. Од факултет мислам дека можев со апсолутно сите да направам муабет, со тие од средно не бев баш погодена и не ни интересира исти работи, немавме исти размислувања, не можевме да се вклопиме некако. Дали таков ни беше периодот, не знам, ама не бевме баш погодени. На факултет беше апсолутно се спротивно, но сум многу среќна што баш сите тие беа дел од моето студирање, како и сите студенти, како и сите професори. Сега одиме на социјални мрежи и инфлуенсерство. Првото прашање, логично, како започна со снимање, општо за социјални мрежи, што те мотивираше и каков совет би им дала на младите нови инфлуенсери што сакаат да почнат. Во мај 2025 го објавив моето прво видео каде што зборувам, ама пред тоа имаше многу долг период каде што јас имав јавен профил на Инстаграм и на TikTok, каде што на Инстаграм си објавував слики и по некое рилче, а на TikTok си објавував видеа на различни саундови. Во 2020 ги знаев апсолутно сите денсови на TikTok што постоја, но имав објавено многу малку видеа. Тогаш да ги објавував видеата, веројатно уште оддамна ќе имав многу повеќе followers, ама како и да е, се си доаѓа во свое време со причина. Јас си одев на факултет, одев и на работа, си работев во угостителство, си студирав, имав се положено со одлични оцени, имав само 9-ки, 10-ки, по некоја 8-ица. Реално некој човек да ме гледа од страна ќе рече браво за ова девојче, си има нели и дечко, и друштво, и работи, и студира, оди на предавања, учи, све стига, алал нека е, и вежба во теретана. Ама јас не се осеќав така. Јас се осеќав дека нешто ми фали, дека јас мојот потенцијал не го искористувам. Дека имам многу способности кои што не ги развивам, дека не припаѓам на таа работа, дека треба нешто друго да работам, дека моето време и енергија можам да го потрошам на многу покорисен начин. Многу долго време ми се вртеше тоа во глава. Такви видеа гледав на TikTok и инфлуенсерите што најмногу ги сакам и најмногу некако се осеќам поврзана со нив, зборуваат на TikTok. Зборуваат на YouTube. Не можам да се поврзам со некој што снима на песна. Осеќав дека сум способна на поширока публика, на многу луѓе, дека можам да пренесам позитивна енергија, дека можам да пренесам некои искуства. Секако искуства во области во кои што јас нешто знам, па тоа да го пренесам. Имав и идеја дека би можела да зборувам на теми поврзани со психологија, дека можам да им помагам на луѓето и едноставно така започна се и некако понатаму самиот пат на снимање, реакциите од публиката ми кажуваше што јас понатаму да снимам и како сте се поконстантни и повеќе објавувате, повеќе сте присутни на таа мрежа, нормално ќе достигнете и до поголема публика. Битно е да сте активни и редовни. Совет за некој што сега сака да почне, најпрво бидете своји, тоа е секогаш на прво место. Немојте да се преправате дека сте нешто што не сте, затоа што апсолутно сите што ве гледаат се и околу вас во општеството. Одма се гледа кога некој се приправа дека е нешто што не е. Бидете си своји природни, така ќе привлечете публика која што е слична на вас, која што ќе сака да ги гледа вашите видеа и вие нема да имате потреба да трошите дополнителна енергија да се преправате, туку ќе бидете само своји и тие социјални мрежи апсолутно воопшто тешко нема да ви дојдат и вие ќе сакате да снимате и ќе снимате се повеќе и повеќе затоа што вас тоа не ви одзима нешто премногу енергија, вие ќе бидете среќни и ќе гледате се повеќе и повеќе фидбек и луѓе што ќе доаѓаат затоа што ќе им се допаѓа какви сте вие. Нели, ако глумите некој друг, тоа видео публиката ќе ги потсеќа на тој некој друг. Нема да ги потсеќа на вас. И вие не го сакате тоа, вашиот профил треба да го гледате како бренд, како сосема нов бренд. Тој бренд треба да биде препознатлив по нешто. Треба да имате и некоја цел, зашто вие сакате да снимате. На кој начин вие би помогнале на гледачот? Што сакате да направите? Што сакате да постигнете со снимањето? Например, јас сакав да пренесам позитивна енергија, да пренесам некое мое искуство и јас тоа и го правам
буквално што и да ми се дешава во животот, и има некоја новина, јас ја пренесувам на вас, дали преку влоговите или преку холови, ви кажувам што е ново, што е убаво, што сум зела, што ви препорачувам, што не ви препорачувам и тоа е тоа. А исто тоа, многу е важно да бидете константни и да објавувате постојано. Јас тоа го сватив во влогмасот, кога одлучив дека баш кога имав колоквиуми, ќе објавувам секој ден. И тогаш видов дека тоа е многу значено и дека многу публика доаѓа и не само што доаѓа, туку ве заследува затоа што сака да види што ќе објавите утре. А ако објавувате само еднаш месечно, веројатно нема да ве заследи затоа што не очекува дека нешто ново ќе се објави. Така што да, можеби за некого е тешко, но е многу важно да се објавува редовно. Ето да ви кажам само дека е многу убаво, стварно за тој што го сака ова, треба навистина да го сакате ова. Многу е убаво кога луѓето ќе ве препознаат и кога ќе бидат среќни за тоа што ве виделе, кога ќе ве гушнат, кога ќе сакаат да се сликаат со вас, кога ето некои брендови ќе ве препознаат, брендови што вие сте ги користеле и сте ги сакале, ве препознаваат и сакаат да ви испратат нешто, сакаат да соработуваат со вас. Тоа е стварно преубаво, многу убави работи носи ова и многу сум среќна што започнав со ова и што, се трудам, постојано се трудам да напредувам и буквално се трудам да ме има секаде и затоа ме има и тука на YouTube. Како реагираа луѓето околу тебе кога почна да снимаш? Па беа зачудени затоа што на никој нема вкажано дека ќе почнувам. Беше снимано моето прво видео кога јас го покажав на дечко ми и на сестра ми. Даде вика преубаво и дечко ми ме поддржа секако, ама му бев чудна затоа што никогаш претходно не ме видел во издание каде што зборувам пред камера. Јас сама на себе си бев чудна и скроз го разбирам, ама скроз ме поддржа и бајца да ми кажа дека мисла дека одлично ќе се снајдам во тоа. Вака другите блиски пријатели повеќето ме поддржа, ми пиша, иако на никого не му кажав, нели не побарав одобрение од никого. Вака другите луѓе околу мене никако не реагираа, буквално никој не ми кажа нешто за тоа видео вака во живо, сите само ме поддржаа во порака кога го сними видеото и ми коментира. Вака други во живо ништо, буквално ништо не се смени, никој ништо посебно не ми кажа. Мислам дека апсолутно немате од што да се плашите. Знам дека тие што се помали, одат во основно и во средно, сакаат да почнат да снимат, се плашат од коментарите од класот, ама мислам дека не треба да се плашите од ништо, снимајте го тоа природно, немојте да се преправате и тоа ќе биде интересно, смешно. Едноставно соочете се со тоа што некој ќе ви каже што глумиш инфлуенсерка, кажете му да бе, глумам инфлуенсерка, што сакаш и ти да глумиш инфлуенсер. Јас сум сигурна дека најблиските ќе ве поддржат, а најблиските се и најважни. Она што секогаш ми е во глава, мислењето на луѓето околу вас никогаш нема да ви ги плати сметките. Така што, да. Како успеа да балансираш градење кариера на социјални мрежи со теретана, факултет и се останато? На социјални мрежи го снимам мојот живот, нема потреба од ништо поинаку да правам, туку апсолутно тоа што го правам во текот на денот, само јас ќе го снимам и единствено што ми треба е време да го изедитирам тоа видео и да го објавам. Гледав тоа снимање да го вклучам во мојот секојдневен живот, пример се спремам за на факултет и јас секако тоа време ќе го потрошам, па ајде и да снимам додека се спремам. Цел ден сум полна со активности и јас тоа го снимам истовремено додека ги вршам тие активности. Тренинзите, како да ги балансирате со сето тоа, треба да сватите дека тренингот ќе ви одземе само 1 сат од вашиот ден. Одите таму, ги правите сите вежби што треба да ги направите една по друга, секако помеѓу сериите правите само 1 минута пауза и тоа е тоа. Тој тренинг максимум може да трае 1 час, а вие тој 1 сат можете да го потрошите без ни да приметите дома. И исто така е многу важно, доколку имате, додете во теретана што ви е блиску. Тоа мислам дека многу ми помага, затоа што секогаш јас бирам некоја теретана што ми е блиску до дома. Добра организација и планирање, тоа исто така многу ми помага, кога знам во денот што треба да завршам и кога некако ги комбинирам моите обврски. Пример, треба да излезам со дечко ми,
во 10, затоа што до 8 треба да учам. Во 8 излагам, одам во теретана и таму во теретана вежбам за тој 1 сат, после тоа се средувам во соблекувална и излегувам со него. Него губам тоа време да одам до дома, а пример некој би рекол ако до 8 морам да учам, а ќе излезам во 10, нема да имам време да вежбам. Епа имаш време, само треба убаво да си го испланирате денот и да ги менаџирате обврските, можеби да ги договорите луѓето со кои што треба да се видите според вашите планови, доколку е тоа возможно и доколку можат другите, јас тоа секогаш го правам. Не секој ден го планирам онака као точно по минути. Прилика знам што се треба да направам во денот и гледам сите тие ставки да ги исполнам и доколку нешто не направам, точно знам што ми останува за следниот ден. Тоа е тоа за социјални мрежи. Секако се плюс што ве интересира, слободно пишете ми како и да ќе снимам уште вакви видеа. Имаме нешто за пријателство, како ги пропознаваме вистинските пријатели и кои се твоите red flags и green flags во врски и пријателства. Најголем red flag ми е љубомора меѓу пријателите. Не сакам мојата пријателка да биде љубоморна на мене, мојот успех нејзе ја нервира, сакам мојот пријател да се радува за мојот успех, исто како што јас се радувам за неговиот. Јас сум среќна за успехот на пријателите како да е мој успех. Green flag ми е дефинитивно кога ме поддржува во тоа што го работам. Кога имам некој проблем, гледам дека активно размислува и работи на тоа мојот проблем да се реши. Сакам да се осеќам со тој пријател сигурна дека може да ми помогне во одредени ситуации. Тоа така моите пријатели, како и партнерот, мора да ги имаат истите главни вредности што ги имам и јас и за ние воопшто да можеме да функционираме заедно. Како се справуваш со пријателства каде што луѓето забораваат се што си направил за нив, кога им требало, па потоа се однесуваат како да не те познаваат. Најчесто кога правам нешто за некого, не очекувам ништо за возврат. Јас сум човек што апсолутно може се да прости, че дека окей, човеков може си има некој друг проблем и поради тоа мене ми прави вака и вака. Тој начин најдобро функционира за мене, за јас да не се осеќам лошо. Дека неговото однесување нема никаква врска со мене, дека неговото однесување си има врска со нешто него друго што му се случило. Јас свесно сум одлучила дека на тој човек би сакала да му помогнам. Тоа била лично моја одлука. А тоа што он мене не сака пример да ми помогне или заборавил дека јас на него сум му помогнала е негово. Знам дека Господ гледа секогаш и дека Господ е тој што знае јас кому, колку сум помогнала и знае каков човек сум, а тоа ми е најбитно. Многу луѓе си ја гледаат само својата работа, нив да им оди како што треба и апсолутно не сакаат да помогнат на никој. И затоа нема да имаат ни верни пријатели нормално. Ќе си во долгогодишна врска, дали некогаш другарките ти биле љубоморни на тоа? Не, никогаш. Можеби на почеток, кога се фати со дечко ми, затоа што јас тогаш бев многу поврзана со мојата група другарки и нормално веќе кога имаш дечко треба да му посветиш време и на него, а не само на другарките. Тука можеби се деси малку промена во нашиот однос, но тоа мислам дека е сосема нормално и дека понатаму се си доаѓа на свое место. Како дека јас и дечко ми си имаме свој живот, свои различни пријатели со кои што се гледаме, не сме цело време заедно, така што нормално е дека јас излегувам со моите другарки, одам и на одмор со моите другарки. Мислам дека е многу важно да се балансира тој однос помеѓу партнерот и пријателите. Секогаш треба да се знае што ви е приоритет во животот, но не смеете да ги запоставите поради партнерот, вашите пријатели, вашите интересирања и тоа што вие сакате да правите. Секогаш треба да си останете свој и во таа врска и да не ги заборавите само своите интересирања затоа што сте во врска. И остана само уште едно нешто што максимално ќе го убрзам, а тоа е ментално здравје и личен живот. Не знам што прашање има тука. Иначе Google Gemini вака ми ги подели. Дали некогаш си имала проблеми со емоциите и како се избори или соочи со тоа? Дали имам проблеми со менталното здравје? Да, сите се соочуваме со стрес во нашиот живот. Оваа возраст, за жал,
кај младите често се јавува анксиозност, стрес, депресивни симптоми. Секако дека јас сум имала периоди во кои што не се осеќам најдобро. Во тие периоди најмногу ми помага времето поминато со себе, но правејќи некоја активност. Тоа мене лично најмногу ми помага кога сум под стрес, кога сум нервозна или тажна. Пак вежбањето, пак одењето во тератана. Мислам дека одењето во тератана ми ги има излечено сите проблеми со емоциите. Баш тој период кога бев незадоволна и несигурна во себе и кога не се чувствував добро поради тоа, кога почнав да вежбам, да го движам телото, да и изгледам подобро и да се чувствувам подобро, некако и тие емоции ги имам се помалку и помалку. Гледам да најдам некоја активност во која што ќе ми направи да се чувствувам подобро секогаш. Се договарам со некоја пријателка што многу ја сакам да излезам, да правиме нешто интересно со дечко ми, за тие негативни мисли да ги занемарам и да се фокусирам на нешто позитивно и нешто убаво. Тој да ми се случува секогаш ми е полесно кога ќе отидам и кога ќе извежбам. Така е и додека спремам колоквиуми, пример тој 1 сат што јас ќе ги оставам книгите и ќе отидам да извежбам, многу повеќе ми помага за кога ќе се вратам да бидам многу попродуктивна. Исто така не знам, и тренингот затоа што јас многу се трудам на тој мој тренинг, што давам се од себе, целата енергија ја трошам таму. И затоа кога ќе дојдам дома толку многу уморна и исцрпена, некако немам веќе енергија за да ми се јавуваат тие негативни мисли, туку сум многу уморна, единствено што сакам да се истуширам, се осеќам убаво, си легнам и мирно спијам. Како научив да управувам со своите финанси, па мислам дека немам нешто премногу научено да управувам, ама единствено што знам е дека секогаш знам кои ми се приоритетите и трошоците во текот на месецот, кои што јас секако морам да ги покријам. Тоа морам да имам пари, а останатите што ми остануваат, гледам да ги трошам за некои други работи, но секако гледам да ги купувам првен најважните работи. Пример, најважно ми е да купам фармерки за овој месец, бидејќи стварно немам фармерки. Сега јас ако видам некоја пресладка чаша на попуст, нема да ја земам, пример, ако треба да купам фармерки или нешто слично. Ако не живееш во Скопје, во кој друг град би сакала да живееш? Во Белград. Белград е мојот омилен град, после Скопје, би кажала. Умирен град за живење, каде што би живеела. Јас без проблем би се преселила во Белград, иначе во друг град во Македонија не би се преселила, никаде не би се преселила, иако Македонија ја сакам, сепак Скопје си го сакам. Од цела Македонија некако Скопје најмногу си го сакам, а ако веќе би морала да се преселам, тоа би било Белград. Многу негативни искуства сум чула од луѓе што живеат во Белград или што живееле, знаат и они доста да се жалат, ама мене многу ми одговара самата енергија на тоа место. Многу добро се осеќам кога сум во Белград, некако посебно зрачам и некоја посебна енергија излегува од мене. Не знам дали би било така доколку би живеела таму, ама не знам, секогаш ми е преубаво и се трудам барем еднаш годишно да одам. Дечки, тоа е тоа за моето видео. На крајот на ова видео, затоа што заборавив да ви кажам на почеток, обавезно да се сабскрајбнете на мојот канал, да стигнеме побрзо до 1000 сабскрајбери. Сум срекна што веќе имам 700 и нешто. Баш ве сакам, многу сум срекна. Јадам пак. Луѓе, зборам 1 сат. Све супер, ама јас стварно не знам кој ќе го едитира ова. Тоа е тоа за ова видео, дечки. Јас одам да се дојадам. На било која тема, ако имате уште некое прашање, слободно пишете ми во коментари, па од овие прашања ќе извадам за следното видео. Фала ви многу ако гледавте до крај, а ние се гледаме во наредно видео. Чао!